Барањето за оставка не е за да се смени овој со некој друг. Значи не е тоа. Пак нека се врати Панчо. Поентата е на барањето оставка е додека трае истрагата да се изолираат сите можности за некакво политичко влијание врз истрагата. Значи тоа министерство може да функционира и без министер. Или да се стави привремено, не знам, некој професор ќе се стави, не е битно кој ќе стае. Поентата е тоа. Не е поентата дека треба оставка па ќе оменјаме. Да се исклучи било која можност за политичко влијание врз истрагата. Тоа значи на пример ако јавното обвинителство најде основ за сомнение и побара од МВР тој да биде приведен, испрашан и донесен пред обвинител, да не се случи пред апсењето министерот или некој од неговото политичко раководство да се јави на тој што треба да биде апсен, да избега или да биде подготвен за исказ и така натака. Значи тоа е поентата на оставката. Затоа што објективно тој што ги поставил сега актуелните во на пример ОВР Кочани и во СВР Штип е Панчо Тошковски. Од тука произлегува дека може да постои политичка контаминација на истрагата и затоа се бара на пример оставка на 3 месеци, на пример. Не е битно. Значи само за тоа се бара. Нека се врати пак после, нека си продолжи со работата, ете добил мандат, нека продолжи со работата, не е тоа спорно.